Областа Порече или просторот кој денес го запаќа општината Македонски Брод се наоѓа во западните делови на Република Македонија. Поточно областа се протега во средниот тек на реката Треска, чии води со милениуми ја живопишуваат незината долина, пробивајќи се низ помеѓу мощно високите планински горостаси. Порече на југ е ограничен со планината Бушева, на запад е заграден со планинскиот венец составен од планините Песјак, Челоица, со врвот Добра вода, кој се издига кон небеските синила на 2000 метра, и Сува гора, а на исток котлината е обиколена со планинскиот масив Даутица, меѓу народот попазната како Мокра планина, со незините ограноци Сува планина, Караджица, Перучица и Јакупица, кај народот попозната како Мочур планина, со Солунска глава, кој кон небеските синила се извива на 2540 метри. До оваа област во минатото, а и денес се пристигнува преку два патни правци, и тоа регионалниот патен правец Р513, а воедно и најпрометен пат Прилеп Македонски Брод Кичево и патниот правец Скопје Македонски Брод преку преминот Кула, кој поминува низ резерватот Јасен со временски режим на сообраќај во еден правец. Моето патешествие по селата во Република Македонија, моето патешествие по црквите и манастирите, моето патешествие по убавините во Република Македонија, ете ме донесе овдека во Поречието. Поточно речено, ме донесе во атарот на селото Долни Манастирец, каде што наминав да го видам селото, да ги видам селаните, да си помоветам со нив, а воедно и да го посетам еден од непознатите мотели и рибници во овој крај, мотелот Извор. Се разбира, дојдов и во овој мотел, каде што домајчинот, собственикот на овој мотел, ќе ми биде домајчин, а воедно и водич во новиот документарен серијал, кој што и оваа година ќе патуваме низ Поречието, со работен наслов патуваме низ Поречија, господинот Владо Цветановски. Поречката котлина нема форма на права рамничарска котлина, туку наликува на разнообразна површина со планински венци испресечени со бројни речни долини, клисури, кањони и рамничарски предели. Од структурниот релјеф голем интерес побудуваат планинските врвови, кои овде се издигнуваат со височина од над 2000 метри, меѓу нив најатрактивен е врвот Солунска глава. Исто така атрактивни се планинските горостаси Караджица, со врвовите Караджица, кој се издига на 2472 метри, Перучица, кој се издига на 2423 метри, Попово брдо на 2380 метри и Миленков камен на 2217 метри, а пак на планинскиот македонски горостас Даутица, со својата убавина високо кон бескрајните небески синила, се издигаат истоимениот врв Даутица на 2170 метри, врвот Плавник на 2126 метри, на планинскиот предел Куртовица врвовите Бел камен на 2074 метри, Добра вода на 2061 метар, Јошков камен на 1917 метри, Дупен камен на 1857 метри, Мусица на 1788 метри, врвот Јалорник на 1453 метри, Фојник на 1420 метри и врвот Баби на 1275 метри. Покрај структурниот релјеф застапени се бројни преобразби на овој првичен релјеф. Релефните форми главно се настанати под дејство на водата и тоа изразено преку ерозијата на рецентните флуцијални и карстни процеси, како и на фосилните абразиви и глацијални процеси. Ретко се забележува ерозивното дејство на денудационите и периглацијалните процеси, а исклучок се од еолските и палеовулканските појави.
Преобразениот релјеф во најголем случај е представен со карстните форми кои се меѓу најзначајните појави од ваков вид во Република Македонија. Природата била особено неседична и дарежлива и на овој крај му ја подарила прекрасната река Треска, која представува вистинска атракција за сите посетители на овој убав и живописен крај во поречието. Карстот во Порече е застапен со површински подземни манифестации. Површинскиот карст е представен со неколку карстни полиња, како што се Солунското поле и Шилегарник на Мокра планина и Живкови дупки на Сува гора. Исто така, впечатлива појава представува и карстната површина Боро поле. Покрај овие крупни релефни површини, значајни појави се и подземните карстни форми, представени со пештери и пропази. Во областа има повеќе од 50 на пештери и пропази кои досега не се доста добро проучени. Најатрактивни пештери се Пешна, препознатлива со незиниот маркантен пештерски отвор, најголем на Балканот, пештерата Слатински извор, најдолгата пештера во Република Македонија, долга 4 км, Пурало, најбогата со пештерски украси, Горна Слатинската пештера, Змејовица, Девина, Момичек, Лапарница, Голубарник, Алена пештера, со највисока надморска височина во Република Македонија и други. Од пропазите најатрактивни се Словачка јама, најдлабоката пропаст во Република Македонија, длабока 598 метри, длабока јама со 370 метри, Солунска јама, длабока 274 метри и други. На самиот влез на селото Крапа, овдека се наоѓа пропазот Понирот, каде што Крапската река од памтивека со мелиниуми овдека пропаѓа и низ карстите предели излегува некаде кај селото Белица и во посредна близина на пештерата Пешна. Еве го пропазот да го видиме од подблизу како изгледа. Пештерата Пешна е со најголем пештерски отвор на Балканот, кој се наоѓа на неколку километри од Македонски Брод покрај патот за Самокол. Според спеолозите, Пешна е со најголем отвор на Балканот, таваницата на отворот е 30 метри висина. Пештерата е прогласена за споменик на природата. Од крајниот северен дел на пештерата, по силни дождови топење на снегот, избива силен вруток, кој во сушните периоди од годината наполно пресушува. За локалните мештани, врутокот на реката Пешна е понорница, која според известни теории е Крапската река, која формира неколку езерца и водопади во најголемиот пештерски систем Кањас, за кој се претпоставува дека е долг невројатни 90 километри. Во влезниот дел на пештерата постои средновековна тврдина. Остатоците од тврдината во пештерата се доведуваат во врска со местноста Девини кули, која се гледа од натресноста на пештерата. Според локалните легенди, на двете тврдини живееле сестрите на крале Марко. Легендите велат дека на нејзиниот влез и навнатре била изградена тврдината на втората сестра на крали Марко Пешта. Пешна е регистрирана како локалитет од доцно античкиот период во Македонија. Ова е пештерата Пешна. Прекрасна бавина, прекрасен рај. Погледајте и уживајте.
Пештерата Слатински извор е најголемата пештера во Македонија, која се наоѓа во околината на селото Слатина во областа Порече, на левата долинска страна на Слатинска река, во непосредна близина на нејзината утока во реката Треска. Создадена е во доломитски мермери. Пештерата е сочинета од еден долг канал, од кој во неколку правци се разгрануваат подолги и покуси канали. До сегашната вкупна истражена должина на пештерата изнесува 800 метри, од кои 705 метри припаѓаат на главниот пештерски канал. На одделни места од главниот канал доминираат пештерски столбови и сталактити, а во најголемата пештерска сала создадени се поголеми сталагмити. Но познато е дека е долга повеќе од 4 километри. Во пештерата протекува понорница во должина од 557 метри, а исто така во неја се создадени и помали травертински езера, во кои е утврдена присутност на пештерски ракчиња, како и огромно зелено пештерско езеро. Според должината, разновидната натресност и местоположбата, пештерата Слатински извор има изводрени можности за туристичка намена. Според условите во кои се формирани украсите во пештерата Слатински извор припаѓаат на 3 групи. Украси формирани од вода што тече и вода прокапница, украси формирани со капиларна вода и басенски депозити. Пештерата Момичек е пештера која се наоѓа на западните падини на планината Даутица, околу 1,5 км југоисточно од поречкото село Белица. Влезот во пештерата е на 850 метри надморска височина и е со северна експозиција. Пештерата е изградена во калцитски мермери со прослојци од доломити со прекамбиумска старост. Вкупната должина на пештерските канали на пештерата Момичек изнесува од 90 до 110 метри и важи за една од најколоритните пештери во Македонија. На една издолжена пукнатина се имаат формирано 2 отвора, од кои само едниот се користи како влез на пештерата поради неговите димензии. Влезниот дел на пештерата е представен со вертикален канал со длабочина од 6 метри. Првата пештерска сала е експонирана на југ. Нејзините димензии се со должина од 25 метри, ширина од 6 до 13 метри и височина од 4 до 10 метри. Подот на салата е инверсен, со вредност од 10 до 20 степени. Истиот е покриен со крупни карпести блокови, урнати од таванскиот дел. Во истиот правец продолжува друга пештерска сала, која од првата е одвоена со карпести блокови. Нејзините димензии се 12 на 10 и височина на 4 метри. Во правец запад-исток има пештерски канал кој е преграден со масивни карпести блокови, урнати од таванскиот дел и подоцна формирани пештерски украси. Западно од преградата, неговите димензии се со должина 12 метри, широчина 8 метри и височина 5 метри. Кон исток има 2 пештерски езера, чии димензии се 3 на 2 метри и 2 на 1,5 метар. Од овој канал, чија должина е 20 метри, кон север има помала пештерска сала. Од главниот пештерски канал, кон исток, има 3 конформни канали, чии дна се покриени со глина. Нивната вкупна должина изнесува околу 10 метри.
Од хидрографските објекти во пештерата се евидентирани две пештерски езера, чии нивоа осцилираат во зависност од дотекот на вода. Температурата на водата им е еднаква и изнесува 9 степени Целзиусови. Пештерата Момичек припаѓа на групата прави пештери, чии пештерски канали се распоредени на едно ниво. Акумулативните подземни форми се застапени во пештерскиот канал со правец запад и исток. Тие се представени со сливови, сталактити, сталагмити, корали и драперии. Истите се со маркантни димензии, некои се простираат од таванот до дното на каналите. Дивната боја е црна, бела и жолта. Траги од механичка ерозија во пештерата не се забележуваат. Единствено се забележува хемиската ерозија преку процесот на сурнување на карпесни блокови од таванскиот дел, особено во каналот со правец север-југ. Влезниот дел од пештерата е обраснат со мов поради влажност од пештерата и дневната светлина. Од вкупната рецентна фауна во текот на неколкуто истражувања не биле забележани примероци, иако во влезниот дел на пештерата има коски од изумрени животни. Во поглед на климатските карактеристики, температурата на воздухот во пештерата е со вредност од 13 степени Целзиусови, а надворешната температура е 21 степен Целзиусов. Пештерата Лапарница или Лапарник, некаде и погрешно именувана како Орле, е пештера која се наоѓа во областа Порече, во близина на селото Белица. Должината на пештерата изнесува 88 метри, а вкупната должина, заедно со сите споредни канали, достигнува 107 метри. По целата нежина должина и по страничните канали присутни се пештерски украси, представени со сталактити, сталагмити, драперии, травертински басенчиња, исполнети со вода и друго. Според категоризацијата на пештерите во Македонија, оваа пештера спаѓа во групата на забележителни пештери. Во пештерата Лапарник лилијаците се среќаваат во текот на целата година. Пештерата е особено значење поради присуството на голема колонија од видот јужен потковичар, а ја користат за презимување, размножување и за солниште. Пештерата Голубарница, позната и како Голубарник, е пештера која се наоѓа во поречието во близина на селото Белица. Пештерата е долга околу 100 метри и е една од поубавите пештери во реонот на селото Белица. Во неја има многу процепи и недостапни места. Во оваа пештера е изворишниот дел на реката Белица. Позната е по специфичните лилијаци, уникатниот бисер и загадочниот човечки череп. Пештерата се наоѓа на ридот Давпат, а од селото Белица е оддалечена околу 1,5 километар кон исток. Отворот на пештерата има јужна експозиција и се наоѓа на надморска височина од 868 метри, височина која е за околу 300 метри повисока од селото Белица. За време на едно
експедитивно истражување од спелеолошкото друштво Пеони се откриени остатоци од човечки череп и коски од екстремитети. За черепот и коските спелеолозите претпоставуваат дека се многу стари, а можеби и остатоци од праисторискиот човек. Черепот случајно го открил еден од членовите на друштвото, осветлувајќи еден процеп во пештерата. Досега на територијата на Европа најстарите човечки остатоци датираат од 200 до 800.000 години пред нашата ера. Во Македонија се уште не е откриен толку стар човечки остаток, па ова би бил најстариот откриен предок. Овде, после поминати час и половина пешки, северно од селото Крапа, низводно према изворите на оваа река, да ви кажем реално, денес сум вода ќе пијам. Видете како тоа се прави. Уште еднаш да се поладам. Ладна е, ама ја изгастив жета. Не сум уморен, продолжувам према изворите на некаде половина часова иње пешки. Стварно убаво е. И стварно не жалам што поминав толку пат. Стварно не жалам што дојдов во селото Крапа овде во Порече. Хидрографијата во Порече главно е составена од реката Треска и незините притоки. Треска во Порече навлегува од југозапад преку Бродската клисура од селото Реовец кон Македонски Брод, потоа тече низ централниот дел на Порече, делејќи ја областа на две половини, а од областа излегува преку Шишевската клисура, која денес е заезерена со Поречкото езеро Козијак. Низ Порече Треска има 12 притоки, и тоа 4 леви и 8 десни притоки, меѓу кои најголема и најатрактивна е реката Белешница, кај народот попозната како Беличка река. Секако впечатлива појава представува и водопадот на Марковска река во близина на Слатина, висок 4 метри. Водопадот се наоѓа јужно од малото Марковци на Марковска река, па оттаму може да се нарече како и Марковски водопад. Во оваа прилика ќе се запознаеме и со селото Поречка Белица, која се наоѓа во централните делови на Република Македонија, поточно во недопреното Порече. Селото е лоцирано во подножјето на планинскиот масив Мокра, односно во подножјето на планините Караџица, Перучица и Даутица. Селото Белица е составен дел од општината Македонски Брод, а од општинскиот центар е оддалечена 32 километри. До Белица се стигнува преку асфалтиран пат во должина од 4,5 километри, кој е надоврзан на локалниот пат Македонски Брод Здуње. Во поглед на атарот, Белица има доста голем атар со површина од 89 квадратни километри, а незините делови се издигнуваат од 460 метри надморска височина, па се до височини од над 2000 метри. Селото е составено од две маала, Долна Белица
и Горна Белица. Долна Белица брои 10 куќи, од кои повеќето се викендици, а Горна Белица има околу 80 куќи. Во близина на Горна Белица, на 560 метри надморска височина, се наоѓаат изворите на реката Белешница. Главното извориште на реката е лоцирано на околу 80 метри североисточно од селото. Реката Белешница се уште изобилува со кристално бистра и чиста вода, па затоа со право во 2002 година е заштитена како споменик на природата. Во текот на годината Беличка река има температура од околу 9 степени Целзиусови и представува мотив повеќе за разладување во летните денови. Исто така, непроценливо богатство за Белица и незината околина се и боровите шуми, кои доминантно се стречаваат. Доста впечатливи се и високопланинските пасишта, богати со многу тревни видови, меѓу кои значително се стречава планинскиот чај, а особено изразито е Боро поле, кое е издигнато на планината Караџица на надморска височина од 1650 метри. Покрај природните убави низ селото има и повеќе културно-историски вредности. Во непосредна близина на селото се стречаваат 3 археолошки локалитети, и тоа Кале, Миткореен, Кале Дабрава и Кале Столаец. Во служба на селото се и 5 цркви: Свети Пантелеймон, Централната црква Свети Илија, Свети Спас, Свети Тројца и Свети Никола. Во минатото Белица била доста населена, бројала повеќе од 400 жители. За жал, во периодот од 1960 година до 1990 година населението масовно се иселува кон градовите Скопје, Прилеп и Македонски Брод. Па така, на последниот попис во 2002 година брои 106 жители. Денес ситуацијата е уште позагрижувачка, во селото живеат околу 60 жители и е под закана на целосно изумирање. Во Порече нема природни езера, но затоа пак со преградување на реката Треска и формирањето на браната Козјак создадено е Вештачкото езеро, кое заезерува голема површина од Поречкиот басен. Поречкиот крај е убав крај. Но кумира рекла дека во Порече има еден град кој се вика Македонски Брод. А да ви кажам право дека се во право тие луѓе што велат дека точно Порече има град кој се вика Македонски Брод, затоа што има и прекрасно езеро, Поречко езеро. Дојдовме овдека во Поречкото езеро да направиме репортажа и да ја видите убавината на овој дел на Порече, на овој дел на Македонија. Поречкото езеро или Козјак, како што е повеќе познато, има должина од 32 км, сместено помеѓу планината Сува гора на запад и резерватот Јасен на исток, некаде е длабоко 130 метри, а максимално растојание од едниот до другиот брег изнесува 400 метри. Капацитетот на езерото приближно изнесува 380 милиони кубни метри вода. Кон езерото водат два пата. Јужниот пристап кон езерото води од Македонски Брод и се протега по течението на реката Треска. Другиот пат е од Скопје, при што патот се протега јужните падини на Водно. На неговите брегови досега се изградени повеќе викенд населби, Здуње, Близанско, Брезница, а се планира изградба и на повеќе туристичко-угостителски објекти. Јасен е природен резерват во северозападна Македонија, прогласен во 1958 година, во почетокот само на планината Караџица, а во 1960 година е проширен на Сува гора. Опфатен е целиот кањон на реката Треска. Резерватот зафаќа површина од 24.000 хектари. Највисока точка е врвот Караџица на 2473 метри. Резерватот Јасен покрива околу 32.000 квадратни метри површина, начисто со шума и пасишта,
како и голем број на пократки неасфалтирани патеки. Освен од лов, јасен својата иднина ја гледа во развојот на природните ресурси и на екотуризмот. Главни активности во зависност од сезоната се пешаčењето, планинскиот велосипедизам, кампувањето покрај езерата Матка и Козјак, на парагладарството, риболовот, спеологијата и алпинизмот. Културно-историските вредности во Порече се огледаат во археолошките наоѓалишта, развернатите населби, тврдини и црковните светилишта. Меѓу сите светилишта најважното централно место му припаѓа на манастирот посветен на раѓањето на Пресвета Богородица во селото Горни Манастирец, познат уште како Поречки манастир. Покрај овој манастир атрактивни се и црквите Свети Илија во селото Самоков и Света Богородица во Македонски Брод, а посебна атракција представува и новоизградената црква на врвот Фојник на 1421 метар надморска височина, посветена на Свето Преображение. Поречкиот манастир Света Пресвета Богородица, кој се наоѓа во Горни Манастирец, во областа што се наоѓа во средниот тек на реката Треска, во селото Горни Манастирец, е еден од многуте духовни македонски христијански православни храмови во Македонија. За време на турското владење во Македонија бил запален, но нема точни податоци кога се случило тоа. На иницијатива од селото Грешница, селаните го испратиле поп Димитрија до Цариград да побара одобрение од султанот за повторна изградба на манастирот. Откако ја добиле дозволата на султанот, местното население со доброволна работа и средства повторно го изградиле овој манастир во 1846 година. Од тој период е конакот што се наоѓа на југоисточната страна. Во почетокот на 20 век на јужната страна е изграден уште еден конак, додека на 22 јули во 2007 година од страна на архиепископот Охридски македонски господин Стефан во сослужение на митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј и митрополитот Струмички господин Наум е осветен новоизградениот конак кој се наоѓа на источната страна. Настојател на манастирот денеска е монахот Бенедикт Божиновски. Манастирот бил значаен духовен и книжевен црковен центар во минатото. Најновите научни истражувања сведочат дека овој манастир не е од 19 век, како што досега се мислеше, туку тој датира од 12 век, ако не и порано. Историчарот Иван Снегаров запишал дека нема никакви сведоштва за времето кога бил основан, но селото Манастирец, како и соседното село Калуѓерец, кои постоеле во 14 век, говорат за неговата старост. Не може селото да се викало Манастирец, а и да немало преходно манастир, ниту Калуѓерец, а да немало Калуѓери, напишал тој. Во овој манастир е отворено првото училиште во овој крај, во кое доаѓале ученици од повеќе поречки села. Учители биле црковните свештеници. Поречкиот манастир во средновековието представувал книжевен и просветен центар во Порече и пошироко. Таму учените монаси пишувале и препишувале книги со библиска и богослужбена содржина, како и преводи на некои светоотечки дела, слава и поуки. Оттаму биле снабдувани со богослужбени книги и со друга потребна литература и селските цркви во 50-тината села низ Порече. Преданието сведочи дека 40 конски товари со книги се однесени од овој манастир во Цариград. Културно-историските вредности во Порече се среќаваат и во обичаите.
Доста интересен и масовен обичај е обичајот великденските кули, кој има историска поврзаност со Отоманската империја. Во периодот на турското робство, македонците од Порече, поточно речено селаните од тогашното село Брод, го откупиле вториот ден од Великден за да можат слободно да го празнуваат. Во чест на тој успех извеле обред каде што најпрво се оди на покрсти, а потоа се издигнува двокатна кула од луѓе кои се наредени во круг по 5 мина, едни врз други, што го символизира 5-вековното мрачно робство. При тоа македонците се на вториот кат и се над турците и на тој начин се прославува слободата. Инаку, најмасовни манифестации во Порече се поречките средби, кои се одржуваат во почетокот на месец јуни, а местото на одржување се менува. Секогаш се избира некое ново село и Костенијадата, манифестација која се одржува во средината на ноември и истата има стационирано место во градот Македонски Брод. Денес во Порече се повеќе се инвестира во изградба на туристичко-угостителски објекти. Сите туристичко-угостителски објекти располагаат со вкупен капацитет од околу 200 легла, кои за сега се доволни за туристичката понуда. Најголем капацитет има хотелот Поречки Бисер во Самоков, кој за жал не работи. Исто така доста атрактивни се рибните ресторани по долината на реката Треска, ресторанот Извор, кој воедно е и генерален спонзор на оваа репортажа, кој при нашиот престој во Порече го посетивме, каде што се почестивме не само со познатиот рибен специалитет поречка риба, туку и со етнохраната, каде што намирниците за подготвувањето на поречката етнохрана се снабдуваат директно од поречките селски градини бавчи. Ова вака, вистина е убаво за гледање, ама јас сум сигурен дека ова е премногу убаво кој ќе се проба. Затоа повелете сите во ресторан Извор, Манастирец, и да го осетите овој прекрасен вкус на разновидни јадења и посебно на скара и посебно на пастрмка на риба. Повелете, Извор ве чека со расширени раце. Село Манастирец. Почитувани мои, во продолжение на оваа репортажа предлагам заеднички да погледнеме како врвните кулинари ја подготвуваат етнохраната. Почитувани мои, на старите добри времиња, како што велат моите поречани, можете и денеска да ги почувствувате во ресторанот Извор, каде што ќе ве пречекаат со поречката природна препек сливова ракија, подмачкана, така да речам, со поречката разновидна салата и поречката риба, гарнирана со поречката селска етнохрана, налеана со поречкото црвено одлежено неколкогодишно црвено вино, заедно со поречката македонска песна и оро. Почитувани мои, сето ова што досега ви го раскажав преку овој документарен запис за убавините на Порече, ќе можете во вистинска смисла на зборот да ги доживеете само ако го посетите овој регион. Дојдете и уверете се во тоа.